Благодарам, председавач. Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитуван министер, почитувани колеги. Навистина ми е мило вака што ве гледам сите на број. Земено во обзир претходниве настани што се случува изминативе денови и навистина е тоа сериозна придобивка за демократијата. Почитуван министер, се надевам дека наредните 10 денови ќе бидете со нас во оваа дебата, заради тоа што во претходните случаи тоа не беше практика. Пред нас е предлог буџетот за 2022 година, историски највисок, нереален, неразвоен, со многу непродуктивни трошења. Најголемиот буџет досега, дури 4,4 милиарди евра. Ова е документ кој што ја докажува целата неспособност на владата, нешто кој и самите граѓани ви го испратија како порака на локалните избори со жестокиот пораз со кој што комплетно ја делегитимира оваа и така загубена влада. Овој буџет е интересен и по тоа што владата го подготвувала пред да има сознание за тоа каков ќе биде исходот на локалните избори, што според последните политички случувања постои голема веројатност дека со овој буџет ќе менаџира друга влада, а според најавите неговата реализација ќе се случува и за време на предвремени парламентарни избори, кои после тоа би го користеле оние кои што ќе ја формираат наредната влада, тоа со сигурност тврдам дека ќе биде сегашната опозиција. Овој пат имаме многу предизвици како држава од типот на здравствена, економска и енергетска криза. Во овој буџет владата не предвидела средства за справување со последиците од енергетската криза. Да одиме дел по дел. Ова е буџет со висок буџетски дефицит од 4,3% или 545 милиони евра, кој ќе донесе рекорден јавен долг од 65,9% од бруто домашниот производ. Во прашање се доведува фискалната одржливост, односно дали државата ќе може да си ги собствените обврски. Што велат кучните бројки за буџетот за 2022 година? Од даноци државата планира да собере повеќе од половина од парите, или 2,2 милиарди евра, или 15,7% повеќе од 2021 година, од кој најмногу од данокот на додадена вредност. Од ДДВ се планирани да заплатат над 1 милиарда евра, што за прв пат приходите од овој данок ќе ја надминат психолошката граница од 1 милиарда евра. Инаку во проста бројка, 140 милиони евра повеќе од планот за 2021 година. ДДВ, како што е познато, е данок на потрошувачката, па се поставува прашањето што толку многу ќе се троши следната година. Од владата вие не давате конкретно образложение на што се темелат ваквите оптимистички бројки за данокот на додадена вредност, туку само нагласувате дека во структурата на планираните даночни приходи најголемо учество има ДДВ-то од 45,6%. Планирате да го зголемите приходот од казни за 9,5% или да соберете по овој 195 милиони денари повеќе од минатата година. Инспекции, арачи, казни. Она што е карактеристично и што е доказ колку е всушност тотално нереален овој буџет и дека е креиран на тотално погрешни основи е фактот што приходите во овој буџет се намалени за 2,4% или 6 милиарди 920 милиони денари, споредено со 2021 година, која скоро половина година беше со рестрикции и намалено движење, а најголемиот потрошувачки буџет досега. Ке трошиме пари кои што ги немаме. За 2021 година Министерството за финансии очекува раст на бруто домашниот производ од 4,6%. Тоа е лага. Во изминатите 5 години од управлението на СДСМ и ДУИ растот на БДП никогаш не надминал 4%. При тоа нејасно е како ќе се оствари овој раст во услови на големи проблеми во светот со сенџирите на снабдување, енергетска криза, како и се уште присутната здравствена економска криза. Кога станува збор за тоа како ќе се трошат парите, владата одобрила за себе разходи од 4,4 милиарди евра, што е за 59 милиони повеќе од ребалансираниот буџет за оваа година и го прави овој буџет најголемиот и најгломазниот досега. За тековни расходи ќе отидат дури 3,8 милиарди евра. Од нив значаен дел земаат трошоците за плати, односно 1 милиарда 284 милиони денари повеќе од 2021 година. За договорни услуги ќе се потрошат 1 милиарда и 304 милиони денари повеќе, за трансфер до невладини организации 31 милион денари повеќе, ќе се набави мебел за 24 милиони денари повеќе споредбено со буџетот за 2021 година или 28,4% повеќе, а ќе се набават нови возила за 212 милиони денари повеќе или фантастични 174
4,6%. Во услови кога имаме зголемена инфлација, сиромаштија, здравствена, економска и енергетска криза. Огромна сума или близу половина од целиот буџет оди за социјалните трансфери. Оваа расходна ставка во буџетот за 2022 година ја надминува психолошката граница од 2 милиарди евра и ќе тежи 2 милиарди и 24 милиони евра, што е зголемување за 30 милиони евра во однос на ребалансираниот буџет, факт што ги руши розевите лаги на власт и што директно укажува на тоа дека сиромаштијата не прекинува да расте. За пензии ќе се потрошат 1 милиарда евра или 28 милиони евра повеќе од планот со буџетот за 2021 година. Овој факт укажува на големото иселување на работоспособното население и на условно кажано старењето на нацијата. Од расходната страна порастот на платите е арбитрарен и засега само ги засега одредените институции. Се поставува прашањето по кој услов Министерството одлучило на кого ќе ја покачи платата, а на кого не. Тоа не е фер кон многу институции и дејности. Она што е загрижувачки е лагата. Владината амбиција за капитални инвестиции. Таа во 2022 планира во инфраструктурата да вложи дури 615 милиони евра, додека пак зголемувањето е 27% во однос на планот за 2021 година. Познато е колку слабо низ годините наназад се реализираат капиталните инвестиции, а ништо подобро не е состојбата и во оваа година. Највисок износ на капитални инвестиции до сега владата на СДСМ реализирала во 2017 година во износ од 19 милиарди динари. Денес министерот не убедува дека во наредната година ќе потрошат 37 милиарди динари. Одговорно тврдам дека тоа е невозможно. Нејасно е по која основа владата се обврзува дека идната ќе инвестира дури 615 милиони евра во капитални инвестиции. Ако сега направите анализа на веб-сајтот на Министерството за финансии, може да се види колку слабо е реализиран буџетот за оваа година. Односно за 9 месеци во кои што природно треба да е реализацијата 75% на капиталните расходи, остварувањето ви е многу пониско, изнесува само 47,6%. Пластично, ако за годината биде планирани 455,7 милиони евра, што е многу помалку од планот за оваа година, за 9 месеци биде потрошени само 217 милиони евра. Ова е без коментар. Со вака концепиран буџет во наредната година ќе се задолжиме 787 милиони евра. Покривањето на овој износ се планира од домашни извори во висина од 441 милиони евра и во странство од 346 милиони евра. Јавниот долг на крајот на 2022 година би требало да биде 65,9% од бруто домашниот производ. Европската комисија излезе со критики за растечкиот буџетски дефицит кој го зголемува јавниот долг на државата. За нив е нејасен начинот како владата планира да ја намали буџетската дупка, која достигна 5,6%, а оптималното ниво е 3% од бруто домашниот производ. Загрижува јавниот долг кој во моментов изнесува 64%, а ќе стаса до 65,9%. Комисијата критикуваше и за нереализираните капитални инвестиции кои се двигател на економскиот раст. Секој трет македонец е под ризик на сиромаштија, покажуваат последните податоци на Евростат. Стандардот на македонските граѓани паѓа, а сиромаштијата расте. Секој трет граѓанин не бил во можност соодветно да го затопли домот или да обезбеди соодветна храна или да може да си дозволи еднонеделен одмор надвор од дома, истакнува македонската платформа против сиромаштијата. Веќе не зборуваме за квалитетна храна, туку за една категорија која што е под достоинствените услови за живот на граѓаните. Леп на маса не е доволен и соодветен индикатор дали некој има да јаде. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во октомври се зголемени за 200 денари во однос на септември. Покажуваат податоците на Сојузот на синдикати на Македонија, кој секој месец ја изработува синдикалната потрошувачка кошничка. Државниот завод за статистика забележа раст на трошоците за живот за една година од 4,1%, а цените на мало за 6,1%. ССМ ова го темели на постојаниот раст на синдикалната кошничка, која за месец октомври достигна цена од 34.584 денари. Според нивните тоа представува, како што реков, раст од 200 денари за еден месец. Односно за храна и пијалоци ви се потребни 14.779 денари, за речиски трошоци ви се потребни 10.879 денари и за хигиена 2.390 денари само да го протуркате месецот. Лебот, кафето, месото, млечните производи се дел од листата на артикли кои што по периодов поскапеа.
Поскапување од 5 денари има кај сирењето, кашкавалот, на по 2 пати по 10 денари во периодот од 1 месец има на месото. Пред 2 месеци 200 грама кафе на цена која што беше 76 денари, сега е 84. Шекерот од 32 стаса до 36, лебот е поскапен скоро 10 денари. Поскапеа и јајцата, поскапуваат масовото за јадење кој што има најголемо поскапување, односно цената сега е 92, некаде можете да го најдете за 105 денари од литар масо. Од почетокот на годинава до ноември скоро за 1000 денари се зголемени основните месечни трошоци, односно ако во јануари на едно 4-члено семејство биле потребни 32.791 денар да го помине месецот, веќе во ноември му се потребни 951 денар повеќе. Порано за 1000 денари можеше да се купи работи кои што ќе ве служат една недела, а сега можете да купите кои што ќе ве служат само 2 дена. После нова година ќе има многу големо покачување на цената на струјата. ЗАЕВ вети дека ќе се обезбедат средства во овој буџет за помош преку ваучери и по ку знае кој пат излаже. Во екот на енергетската криза, владата нема, повторувам, владата нема предвидено средства за ценовен шок од поскапување на струјата. Дел од бизнисите веќе најавија повисоки цени на производите во следниот период за 10 до 20%. Цената на струјата и проблемите со нејзиното обезбедување, например, во мелничката индустрија ќе ја зголеми цената на брашното за нови 20% само во месец декември, бидејќи во овој период дел од мелниците ќе мора да купуваат поскапа струја. Република Македонија е 6-та најсиромашна земја во Европа. Украина е на прво место, веднаш за неа е Грузија, третото место е Косово, четвртото е Молдавија, во петото се наоѓа Албанија. Потоа, после нас е Босна и Херцеговина, па Белорусија, Србија и на 10-то место се наоѓа Црна Гора. Во јули највисоката просечна нето плата е забележена во Словенија, па Хрватска, Србија. Нашата земја е најниско на скалата со само 464 евра. Пред нас е Црна Гора, пред нас е Босна и Херцеговина. Ете толку чини криминалот на власта, на ЗАЕВ, на СДСМ и на ДУИ. Толку чини вашата неспособност. Вие сте извор на кризи и проблеми и не можете да бидете решение за исти. Секоја година тврдите дека овој буџет е за економски раст. Ајде да видиме што вели буџетот за вашиот економски раст. Ставката во програмата Д4 за економска промоција се намалува за цели 100%. Ставката во програмата Д5 за привлекување на странски директни инвестиции во слободните економски зони се намалува за цели 26,3% или 131 милион денари помалку. За животната средина во категоријата за аерозагадување има 80 милиони денари помалку или минус 100% споредено за 2021 година, на вистина во духот на вашата зелена агенда на вашата партија, почитуван министер. Земјоделците ќе се соочат со една од потешките години досега, намалени се доста средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Господине министер, една од главните фоскули на вашата влада е владењето на правото. Најмало учество во вкупните расходи по владени програми има на јакнење на правото со 0%. Буквално ниту еден денар издвоено за оваа намена. Парите се трошат недомаќински за вдомување на партиски војници, за заситување на бизнис интереси, за купување на гласови за лично богатење. Ставката за плати на доместоци за 2022 година е над 18 милиони евра поголема од годинава. И со оглед дека знам дека ќе се обидите да ја извртите оваа теза, декларативно ќе ви набројам ставки. Председателот Стево Пендаровски ќе потроши 12 милиони денари повеќе оваа година, ставка 20. Владата на Република Македонија зголемува ставката 401 за плати за 18%, а внимавајте, ставката 424 за поправки и тековно одржување за фантастични 589% и покрај тоа што има посебна служба која што треба да ги работи овие работи. Внимавајте, сега овде имаме апсолутен рекордер. МВР ја зголемува ставката 486 за купување на нови возила за вртоглави, замислете, 2200%. И ставката за 486 за купување на мебел за 157% во услови кога имаме економска, здравствена и голема енергетска криза. Министерството за политички систем ја зголемува ставката 424 за поправки и тековно одржување за 100%, а работат во објект кој што е стар само една година. Министерството за правда во програмата Г и јакнење на владење на правото може предвидело 0 денари, ама ја зголемува ставката 427 при времени вработувања за 62%. МНР ја зголемува ставката 401 за плати за
10,4%, како и ставката 486 за купување на нови возила за 669% и ставката 486 за купување на мебел за 105%. Ке се срамиме по светов, ке не срамат криминалци кои што имаат овластување од Министерството за надворешни работи, а овие ќе се набавуваат мебели, возила и така натака. Министерството за финансија зголемува ставката 401 за плати за 15%. Министерството за економија ги зголемува ставките 401 за плати за 10%. Нема пари за енергетската криза, нема пари за интервентни мерки, ама има пари за нови партиски вработувања. Министерството за животна средина нема пари за аерозагадување, ама има за нови вработувања. Зголемува ставката 401 за плати за 18%. Ќе се кратат пари за земјоделците, за да можат партиите од власта да вработуваат партиски војници во Министерството за земјоделие. Зголемување на ставката 401 плати 10% во тоа министерство и ставката 427 за привремени вработувања за 127%. МТСП ја зголемува, тоест Министерството за труд и социјална политика ја зголемува ставката 483 за купување мебел за 135%. Министерството за образование крати средства за изградба на основни училишта, за изградба на средни училишта, за изградба на студентски домови, оние кои што ги ветуваат студентски градови, за спортски сали, ама ставката 483 за набавка на мебел е покачена за 138%. И она што лично најмногу ме револтира, програм 1А за реконструкција, внимавајте многу внимателно, и доградба на објекти за јавни здравствени установи е намалена за 18,3% или 58 милиони денари. Тоа значи дека граѓаните ќе се лечат во субстандардни услови, во модуларни клиники, луѓе живи ќе ни горат, а ние ќе намалуваме оваа ставка, каде што можеме да ја покачиме, за да изградиме клиники, болници или здравствени капацитети кои што ќе се на ниво, ама затоа ќе зголемуваме 1 милијарда денари повеќе за плати за партиските војници. Почитувани, ВМРО ДПМН во ребалансот, така и сега ќе учествува во оваа расправа за буџетот со цел и желба да помогне. Поднесовме над 200 амандмани во кои се водевме по приоритетите за вистинско стимулирање на економијата преку капитални инвестиции, заштита на здравјето на граѓаните и помош за кризите кои доаѓаат. Секој од овие амандмани произлегува од комуникацијата со граѓаните и со стручната јавност и секој од овие амандмани представува излез од здравствено-економската и енергетската криза во која што е Република Македонија. Се надевам дека ќе се охрабрите и дека за тие амандмани и за доброто на народот и граѓаните на Република Македонија ќе ги прифатите и ќе прифатите голем дел од нив заради тоа што во изминатите години имавте шанси да креирате многу буџети, но на последните избори граѓаните јасно ви ја испратија пораката што мислат за вашите економски политики и што мислат за буџетите кои што ги концепирате, а кои што се единствени во насака на богатење на елитистичките клики околу вашите партии и за исполнување на апетитите на вашите партиски војници. Благодарам.